Почитуван председател, почитувани колеги, во говорот кој што го имаше колешката, забележав дека во еден момент и самата си призна дека лошото работење од ваша страна, тоест од владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз, се покажува и во Министерството за образование и наука. Велите, имаат вишок средства и ги распределуваат по други делови. Јас, навистина, не знам многу околу финансиско работење, но сакам да ви го напоменам следново, кое што го забележав, читајќи ги овие бројки. Она што го забележав е дека имате кратења во скоро сите делови. Замислете, во основното образование имате кратења, но најголем процент од тоа што забележувам во кратењата во основното образование се однесуваат на делот за инклузивно образование. Само да ве подсетам, пред одредено време, Министерката за труд и социјална политика, сега актуелна министерка за образование и наука, беше поборник на целосна инклузија. Сега имаме кратење на тој дел во Министерството за образование и наука и колегите без никаква обука, без никаква поддршка треба да спроведуваат одредени политики. Но вие го одбивте и нашиот амандман, поврзан со оваа проблематика, каде што имавме добра намера да помогнеме, а тоа беше обука на наставниот кадар и персонални асистенти за соодветна имплементација на Законот за основно образование во делот на инклузивност. Ке продолжам за средното образование. Во делот на средното образование, најголемо кратење кое што приметив во буџетот има во делот за регионални центри за стручно образование и обука. Да ве подсетам, 2019 и 2020 година имаше ветување во буџетите, кои што интересно е како во делот само за образование буџетите квалитетно се кратат секоја година. 2019 се крати за 14 милиони евра. 2020 комплетниот буџет на Министерството за образование се крати за 22 милиони евра. Но, да продолжам, значи, во ставката за регионални центри за стручно образование, кое што вие толку многу го прокламиравте, средното стручно образование, имаме квалитетно кратење, ама затоа имаме квалитетно доставување на проекти од страна на господјата Лидија Димова, нели, по случаен избор проекти. Замислете, 270.000 евра на фризерници, а само за обука на наставен кадар имаме 250.000 евра. Жаклина Лазаревска, контрреплика.